Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Стефан Кузмановски, асистент на УКИМ, стоматолошки факултет. Анита Цоневска, председател на организацијата Жена Делчево и музичарот Роберт Спасенцовски Джокер. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 11 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и ве поканувам да останете со нас до 11 часот, да го проследите можеби вашиот, а нашиот дефинитивно омилен дел од емисијата кога ќе разговараме со нашите денешни гости и ќе ви споделиме инспиративни приказни кои што верувам дека, не знам, можеби малку ќе ве замислат, ќе ви отворат некои прашања за размислување и во секој случај ќе ви го подобрат расположението. Ова утро со вас сме јас и мојата драга колешка Верче. Верче, добро утро. Благодарам, Цеце, добро утро за тебе. Секако почитуване ве поздравувам и посакувам да имате убав ден, да останете покрај малите екрани, да го слушнете денешниот разговор кој што ќе го имаме со нашите гости тука во студиото. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание и дека и така ќе споделиме убави работи кои што тие ги работат, но Цеце, како што е редот да ги поздравим уште еднаш. Така да им посакаме уште еднаш топло добри дојде. Веднаш до мене е асистент доктор Стефан Кузмановски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Драго ми е што сум вас гостин денеска. Да, имате навистина интересен проект кој што го спроведувате кај вас на стоматолошкиот факултет и многу ми е драго што ќе зборуваме за него, малку повеќе да објасниме што се случува и кој се може да се вклучи. Така, стоматолошкиот факултет веќе неколку години поред спроведува повеќе програми, односно тоа се меморандуми за соработка со различни институции за бесплатни стоматолошки интервенции, кои што се наменети првенствено за постарата популација, односно да речеме граѓаните од третото доба, така за пензионерите. Но и социјално ранливите категории на луѓе. Ќе објасниме малку повеќе подоцна, само да ги представиме уште еднаш гостите. Господја Анита Цоневска е ова утро со нас, таа е председател на организација Жена од Делчево. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Благодарам за поканата и благодарам за можноста во име на тимот на Жена денес да ја представам работата на нашата организација. Како сте, господја Анита? Како патувавте? Доаѓате директно од Делчево? Да, директно од Делчево. Добро, малку не фати гужва во Скопје, ама успеавме навреме да стигнеме. Да, и порано од што треба. Да. Се надевам дека ќе имаме убав разговор и дека ќе подобјасниме малку повеќе за сето она кое што го работите во вашата организација. И како последен, но не помалку важен во ова друштво ни е Роберт Спасенцовски или Джокер, познат во јавноста. Добро утро и за тебе. Добре ни дојде. Добро ви најдов. Секогаш убаво со вас две дами. Така. Да, не е прв пат да си ни тука во Здраво Македонија. На истото место дури го седнавме. Истото место, подкаст. Да, со тебе вака на ти се надевам не е проблем, ние се познаваме и многу ми е драго што и покрај се што се случува на домашната сцена создаваш. Правиш своја музика, ти си комплетен автор на последната твоја песна, после 12 или како велиш, после 12? После 12, да. Да, нема да те тираме да пееш, жаргонски баш. Нема да те тираме да пееш, но ќе зборуваме малку повеќе за сето она кое што ти го правиш и колку вие артистите имате навистина поддршка и што е она кое што ќе го упатиш можеби како апел. Ќе збориме, може. Одма да ти одговорам? Не мора, размисли. Да, најпрво сакам да ве прашам навистина како сте и како ви почнуваат утрата. Одлично, искрено, со гужбите во Скопје. Да. Класика тоа. Турбулентно. Турбулентно, баш. Ова некако нагла промена, некако ви дојде добро или? Па да, мислам дека да, нова промена секогаш е убава да се малце надвор од комфорт зоната, нели? Да, така. Анита? Извинете. Не, во ред сакав да само да кажам дека е убава промена сепак. Анита, вашите утра? Утра работни. Како во Делчево? Сигурно не е толку хаос како во Скопје, се надевам. Да, малку поладно од Скопје, меѓутоа и таа нагла промена на температурата, значи влијае на сите. И на расположение, и на работни навики, и на се. Така. Да. Твоите утра? Како започнувате со мало дете? Да. Утро е интересно, станам за малиот го носам во градинка, се средуваме, па ќе се вратам дома, нешто ќе доручкувам, некој тренинг и тоа е тоа некои континуирани обврски во текот на денот, изград и што знам, така,
Еве како што гледаме, сакаш да пиеш чај, не пиеш кафе. Здрав Не пиеш живот. кафе. Пијам и кафе, ама сега некако на чајче ми да е така. Така, добро време ова е некако така асоцирам оце повеќе на чајче. Сега ме те прашам Роберт или Джокер, не знам како да ти се Како обрекам. сакаш. Роберт ми е поприродно. Со оглед на тоа дека имаш мало дете, Добро. а настапите ти се навечер, како успеваш да го најдеш балансот ете да постигнеш се и да си одговорен родител, но и да си ја завршиш својата работна врска? Па гледај, градинката е убава работа и детето таму се дружи, поминува некое време, го носам сабале околу 8 часот, го зимам 3-3,5 и имам така некое послободно време, а стриктно за тие некои работи, пример за настапите што ми се навечерни, помагаат бабите, најчесто моите, пошто се они близки до нас да имаме подршка. Ништо без ништо. И фала да ни пат, реално. И полека детето и се навикнува, сега да, не бара постојано, али... Затоа што повеќе разлица, веќе не е Па бебе, веќе бебе. разбира, да, скрос, али мислам дека со текот на времето, знаеш, ке си се навикнат некои работи, ке си се наместат на место и... Така. Ке разберат каква професија работите, така да. Да, битно дека супер се сноѓате и дека имате поддршка од бабите, како што кажа во секое време за да може да се постигне се. Па, Ќе го проширувате ли семејството? Ете, верче озна почна со тешките прашања. Браво. Па зашто да нешто, Може да е. децата се најубава работа и нешто што останува за Секако. секогаш, така да јас би сакал. Па имате поддршка, што да имате поддршка, дајте. Верче готово ви скрои план. Поздрав до Антонија ако не гледа, не знам дали ја станате или не, ама Станате сигурно, нека да. размисли. Докторе, ќе продолжиме со вас она што го споменавме во самата најава, бесплатни стоматолошки прегледи за пензионери. И интервенции. И интервенции, така е. Споделите ни малку повеќе за сите оние кои што не знаат. Да, па вака, како што веќе напоменав, неколку години поред веќе траат овие акции, па и да речеме програми на стоматолошкиот факултет, кои што се фокусирани пред се на третата категорија, односно на граѓаните од повозрастната доба, третата доба, но и за, да речеме, по социјално ранливите категории. Во суштина постои меморандум за соработка и со општина Центар, каде што во склоп на основните училишта се прават превентивни прегледи за децата, да се поттикне свеста за оралното здравје што од најраната возраст, едукативни работилници каде што се учат дечињата како правилно да ги четкаат забите. Значи сето тоа се опфаќа со тие некои едукативни програми, но исто така како што и веќе напоменав, студенти да кажете како се четкаат забите. Правилно. Не молам. Требаше еден-два модел да на су. Не бива. Но исто така и со студентите си започна една нивна акција, што исто за поздрав. Тоа е стоматолошкото студентско собрание, кој што, како што и веќе напоменав, они си прават акција каде што изведуваат бесплатни интервенции стоматолошки за нивните колеги кои што се запишани на другите факултети од УКИМ. Интересно. Така што фатени се на поширока палета на граѓани со овие акции, кои што, ете, за жал, можеби не може да си го дозволат тоа основно стоматолошко згрижување, па затоа факултетот на некој начин тука настапува на сцена каде што се овозможуваат сите тие бесплатни интервенции. Да. Сега ќе ги објасниме понатаму и кои се тие интервенции. Сега да прашам во кој период од животот најмалку се грижиме за оралното здравје? Па видете, искрено, мислам дека веќе трендот на, да речеме, подигнување на свеста за оралното здравје кај младите на високо ниво. За жал се уште ни се проблем таа некоја повозрастна категорија на пациенти. Затоа и фокусот ставен на нив. Некогаш не е, знаете, не е нивна вина, едноставно луѓето не се во можност да си дозволат нешто. Да, затоа и постојат овие проекти кои што ги прават. Затоа и со овие проекти на некој начин да се промовира оралното здравје, бидејќи многу работи може да потекнат од оралното здравје. Луѓето за жал уште на многу млада возраст може да ги изгубат забите, а сето тоа се одразува на општото, на системското здравје. Несоџвакана храна, знаете, во желудник може да направи проблем. Сето тоа се потекнува после и со други проблеми. Да, и за многу здравствени состојби често пати велат проверете ги забите, нели? Да, ама и општите заболувања некогаш ни даваат консеквенции во уста, така да ние први некогаш може да диагностицираме некој општо заболување. Затоа важно е оралното здравје во секој случај. Да, апсолутно, затоа изборуваме за него и денеска. Анита, ќе продолжам со вас, организација Жена Делчева. Малку повеќе да објасниме за гледачите кои што не знаат за каква организација станува. Да. Значи, организацијата работи на полето на родова еднаквост, односно на интеграција на родовата еднаквост во општеството на локално ниво пред се, заштита на правата на жените и заштита на правата на ранливите категории на граѓани, вклучително роми, самохрани мајки, самохрани родители, значи социјална категорија на луѓе.
и пензионери вклучително, да. Бидејќи реално кај нас во Македонија пензионерите, сега зборувавме баш во бекстејдж дека пензионерите се социјална категорија. Грото од пензионерите се социјална категорија. За жал. Да, за жал. Ние сме организација која што работи на терен, директно на терен, директно со граѓаните, директно со нашите клиенти, директно со нашите конституенти, и тоа не прави нешто како посебна организација, бидејќи А во кој смисол работите со нив, ги посетувате, гледате во какви услови живеат? Да, правиме едукативни, информативни работилници, значи ги едуцираме за нивните права, ги информираме за нивните права, за тоа како тие можат да се вклучат во донесување, во креирање на политики и во мониторинг на истите политики. Значи, се тоа што значи партиципација на жените во општествените текови. Да. Кои се проблемите на овие корисници? Најчестите проблеми за кои што ви се обраќаат? Па, најчести проблеми се од социјална заштита. Да, бидејќи, како што кажав, работиме со социјална категорија на луѓе во повеќето случаи и со жени од рурални средини. Жените од руралните средини, значи, се соочуваат со бариери, институционални бариери, со стигма, со бариера за добивање на работа. Тука бариери при имаме недостаток на локален транспорт, и локалниот транспорт е услов за да стигнат и до институции, и до здравство, и до центрите за социјална работа. Значи, тоа се многу проблеми кои што ги тиштат самите жени и самите граѓани во тие рурални заедници, па и самите маргинализирани групи. Моментално работиме на проект кој што е поддржан од Квина тел Квина и Шведска. Се работи за зајакнување на правната писменост кај жените од руралните средини и кај жените од ранливи категории. Тоа значи дека жените ги информираме и ги едуцираме за тоа кои се нивните права од социјална заштита, од здравствена заштита, од права од заштита од дискриминација, кои се правата од превенција од семејно насилство пред се. Да може да се заштитат. Да, да. Оваа година, значи, е проектот лоциран на општина Делчево, меѓутоа наредната година планираме да го прошириме во општините Македонска Каменица и во општината Виница. Верувам, има потреба доста. Да, што го правите тоа. Да. И во моментот исто така спроведуваме проект кој што се работи по специјална методологија. Веќе одржавме 2 серии на работилници каде што жените најпрви ги информиравме за тоа кој е доменот на работа на општините и кој е доменот на работа на локалните институции. Значи се работи за жени од рурални средини и жени од маргинализирани заедници. И потоа жените во втората серија работници, жените сами ги лоцираат своите проблеми, меѓутоа и понудуваат можни решенија. Ние сме тука само како да објасниме начинот, односно патот како може правилно да стигнат до како медијатор. Да, како мост да стигнат до институциите за да дојдат до соодветно решение. Да, овој проект се спроведува исто со поддршка на Квина тел Квина, Шведска и ЕУ делегација и во партнерство со акција Здруженска и Мајка од Куманово. Да, ќе зборуваме повеќе за вашето здружение и како да ве најдат сите наши гледачи кои што имаат потреба. Од вас ќе се префрлиме малку на тема музика. Така е, од овие сериозни теми. Да, како што споменавме во најавата, после 12 е твојата најнова песна за која што ти се подпишуваш како комплетен автор. Перче повели, преземи, правиш се што те интереси. Се шегувам, да. Еде, преди 1 месец се промовираше после 12. Точно. Па да ни раскажеш малку повеќе околу проектов. Ти си комплетен, нели, се подпишуваш како автор. Точно, да, се подпишувам како позади текстот, позади аранжманот и микс и мастерот. Мојот брат беше исто така ми помогна, поздравам мојот брат. Да. Цело семејство, сите сте музичари. Не знам кој попорва се тепате или за во студио да влезе? Не бе, камо. Со подписот, со тайминг. Јас сум од 2 до 3 си од 4. Творам на македонски јазик, пробувам нешто да направам ново, интересно, не е тоа нешто специјално, кој знае што не слушнато, али пробувам, нели знаеш, у секој нешто има и нешто што е различно, да, точно така.
ме препознаваат, не дека не ме препознаваат, не идувам на... Особено кога си со маска. Особено кога сум со маска, да. Сега си без. Не идувам на доста критики, на доста негативни некои коментари, ама... Тоа е убаво, тоа е страдата, тоа е тоа ова работа. Тоа е тоа, неверојатно појма немам, не знам, некад знам да се депримирам, али... Не, што те депримира? Какви коментари добиваш? Имам цел некоја и сакам да си осварам таа цел. Па не знам као у смисол на што прави, што е ова, глупости и вака. Не, Да, во смисол на креативноста те удира тоа. Да, али нема врска, ја живеам за ова, не сум го кажал прв пат, ќе го повторувам и сега што живеам. Да, треба секако. Едноставно мислам дека гледај, нештото што работиш и што го сакаш, мислам дека еден ден ќе се исплати за тоа што вложуваш и трошиш време и така натаму. Да, па секој уметник има некој свој начин, некоја своја експресија како сака да се презентира она кое што го работи. Точно, секој си има свој пат, да. Да, ти си го одбрал на овој некој начин, карактеристично за тебе е тоа што... Па мислам дека интересно нешто, некоја нова појава крај крајава. Прв сум имал храброст, нели, се појавам и со маска. А зошто токму Џокер го одбра? Па што знам бе, знаеш, ко Џокер е нешто неутрално, Џокер може и ти да бидеш, Џокер може и професорот да биде, Џокер може сите да бидат Џокер, нема, али артист како Џокер мислам дека не се појавува нигде, па викам зашто да не, ми звучеше, ми изгледаше интересна идеја, викам сакам да се пробам. И така, тешко ли ти е сега за тоа, пошто си го направи како имидж за секој настап, и сега треба тоа да се шминкаш секој Треба пат, континуирано, да, па искрено малце ми се смучува да ти кажам задње, али си го терам, пошто не знам, некако како и да се пронајдов у тоа и како да... Тоа ти е карактерот. Па, гледај. Барем на сцена, кога ти настапуваш. Зависи, знаеш, нека ти е поише, нека ти е помалце, али таа некоја автентичност сакам да си ја задржам и сум одлучил дека сакам така да се представувам и ќе си го идам патот. Па, што е тоа? А кој е тогаш Роберт позади маската на Џокер? Каков е Роберт? Да. Каков е Џокер, а каков е Роберт? Интересно прашање. Роберт е... Се изборам сега за мене, маца? Да, нормално, па да. Усмица е твоја, повели. Hello, Роберт е добар дечко, мислам дека, добар другар, посветен у тоа што го прави и... Татко сопруг. Татко сопруг, of course. Што знам, не би се фалел многу, највише го мрзам тоа. Што јавноста не го знае за тебе, а сакаш да го знае? Или некоја можеби скривена слика има за тебе? Еве сега имаш момент да објасниш. Не, да, и она кое што го кажам, како се разликуваш. Како ти се доживуваш како Џокер, како... Луѓето ме доживуваат како антипатичен, како... Е тоа. Не можам да го гледам, не можам ова, не можам она, мислам секој има право било како да те доживува. Секогаш реакција. Па гледај, каква и да е, лоша или добра е, видно нешто се случува, да. Али мислам дека позади Роберт стои еден, што знам, исправен дечко, одговорен и со принципи, со некои ставови, со некои работи што сакам да се отстварам како комплетен музичар. Јас свирам... Артист, да, па тоа е, мислам, комплетно. Свирам хармоника, моите почетоци се со хармоника, сега настапувам како клавиатурист и идам на часови пеење и... Браво. Сакам да бидам комплетен, зашто кога еден Желјко Јоксимовиќ може да не можам јас. И тоа се малце нескромно, зашто да не? Ма како да не? Како викаат, желбите не ги знаат и космосот не ја знаат границата кога ќе ја посакаш. Така си, ама знаеш тука кај нас на Желјко Јоксимовиќ сите му аплодираат и као леле, вау, брате, шта си урадио и сега доаѓа некој друг и доаѓа Џокер и кај не чиниш. Веројатно кај нас на вистина е тоа дека треба да те признаат можеби надвор, па малку повеќе да почнат да те цитираат дома, а ти инсистираш да создаваш на македонски јазик и тоа значи дека засега би останал во овие кругови. Па гледај, не знам животот што ќе ти донесе утре и не знам некој размислување, да, па сега и ништо не треба да се отфрли. Па зашто да не се плашам, не знам никако да се изразам, не ми е нешто трансформација од било што, никако проблеми да извадам песна на српски јазик, али мислам дека зашто би вадел нешто на Анжан, да не би. Глед, криво ми е зашто да треба у Србија нешто да ми се случи за да тука ми речат браво, ти текнува. И се борам со тоа и
мислам дека Ма тоа е генерално. па добро, генерално кај сите, да, ама сакам да го поведам тоа, искрено. Да. Па да ќе го поведам. Да, доктора, дали еве во вашава професија има исто така дека докторите прво треба да ве признаат надвор, па тука да сметаат дека сте добар доктор? Па во секоја професија на некој начин си постои тоа докажување, нели, но сепак мислам дека и ние веќе тука си имаме некое на некој начин нашата фела си одржува некое достоинство, така да немаме толку потреба да се докажуваме и надвор. Така. Ги следиме трендовите колку што Што можеме. не, Што не, најмодерни е реално што се така. Да, интересна тема начина, Роберта, тоа се негативните коментари кои што сите ние во одреден период од животот сме ги добивале, верувам и вие. Како сте се справиле со тоа? Еве да упатиме еден убав апел и убава порака до нашите гледачи. Да, па видете, во суштина, конкретно се ако збориме професионално, нели, за наша работа, не е толку едноставна. Вие сите сте свесни дека ова не е само, нели, завршување факултети, теоретски дел, туку е и практичен дел. Ја ето и на студентите му кажувам, некој што викаме народски го бива повеќе, некој помалку, но на крај годините ќе си го направат искуството своето. Треба многу трпение, треба многу време и посветеност, не треба безхрабрување, треба на некој начин да ви имате некоја срекна звезда, да ви се погодат пациенти кои ќе имаат разбирање, кои ќе имаат на некој начин и поддршка за вас, бидејќи сепак кај нас се уште владее тоа некое размислување дека некој ќе се учи на мене. Знаете, тоа не е баш така. Ја од моето лично искуство и од тоа што сум го видел и кај младите колеги, кај студентите, особено овие 5-6 година, тоа се млади доктори, тие за година и пол ќе полагаат за лиценца и толку веќе стануваат лиценцирани доктори. Многу повеќе внимаваат од поискусните доктори, значи многу повнимателно работат. За да победат стигмата, верувам. Да, многу повнимателно работат и автоматски многу помалку грешки прават. Така да не е секогаш, нели, она стигма дека некој е млад и дека, нели, мора да биде натргне нешто на лошо, баш напротив. Тешко даваме шанса на младите генерално, мислам даваме јас како млад човек. Да. Си постои тоа. Но како вие лично сте се справиле со тие коментари? Имате ли некоја ситуација која што сакате да ја споделите? Мислам, не мора, само прашувам. Да, не, имало коментари, особено на почетокот, нели, сепак се случува. Особено е кога ќе се вработи некој млад доктор кај во приватна ординација и е навикнат на тој постар доктор и кога ќе треба да го замени за некоја интервенција, он е навикнат веќе на нешто, нели, што се вика на неговата рака. И тука веќе некогаш, не сите, ама некогаш некој може да искоментира, нели? Така што не мора да е тоа директен коментар упатен, туку на пример, па следен пат закажиме кај докторот. Така што, но сепак тоа се милливи работи, знаете, не е ништо трагично, не е ништо страшно и тоа мислам. Да, одлично, значи се справувате. Анита, морам да ве прашам и вас, верувам во животот се случило некогаш да стигне до вас некаков негативен коментар, особено во дигитална ера сега кога секој може да си дозволи било што да ви напише на социјалните мрежи. Како вие сте го поднеле тоа и како сте се справиле со истото? Па да, бидејќи ние сме организација веќе етаблирана на локално ниво, меѓутоа стално патуваме на семинари, на конференции. Значи мора да бидеме присутни на медиумите, еве. Изложени сте на коментари. Да, изложени сме, да. И имаше коментари порано од типот се изнашета. Ништо не работат, да, се изнашета, ништо не работат, да. Меѓутоа гледаме баш еве оваа година гледаме многу позитивни коментари за нашата работа и тоа не радува. Значи како не преципираат подруго на подруг начин веќе. И мислам дека тоа е плод на нашето вложување, што се вложуваме во работата, што се мотивираме и да работиме и што ги мотивираме и другите фактички да се вклучуваат во нашите активности. Да, и да помагаат. И верувам и корисниците на крајот кога меѓусебно ќе си помагаат, тоа е најубавата цел која што може да се постигне. Тоа е задоволство, значи кога гледаме дека некој корисник пак се враќа во нашата канцеларија, пак бара услуги од нашата канцеларија. Заборавив да споменам дека ние сме лиценцирана организација за давање на услуги на бесплатна правна помош и интегрирана услуга за психолошка помош на жени жртви на насилство, меѓутоа и другите жени кои што имаат потреба од ваков вид на помош и поддршка и ми ја пружаме.
Како можат да ве најдат сите оние кои што не гледаат во моментов имаат потреба токму до на кој што вие го зборувате? Да. Физичката оддалеченост не е пречка бидејќи живееме во дигитален свет. Како ви велат и она кашетата, ќе отидете кај добро? Да. Значи, можам само да објаснам накратко како работиме ние со клиентите кои што се, да речеме, од Виница, од Берово, од Македонска Каменица. Значи, ги праќаат информациите на мејл. Мејлот ни е ozadelčevo@gmail.com. Ни ги праќаат информациите, соодветно ги разгледуваме со адвокатката која што работи во канцеларијата за бесплатна правна помош и понудуваме соодветен одговор, правен совет или правна информација. Да, оние што се надвор од Скопје, да. Оние што живеат на територија на Делчево, значи канцеларијата ни е лоцирана на улица Маршал Тито, број 104, во центарот на Делчево, спроти трговскиот центар Пела. Да, одлично. Ви благодарам за сето она кое што го споделивте. Верувам дека ќе ви се зголеми бројот на корисници, но сепак тоа е вашата цел и нели да помогнете на што е можно повеќе лица кои што имаат потреба од вас. Да се вратиме ние пак на музиката. Роберт, сакам да прашам, како артист кој што е релативно нов на нашата сцена и верувам не е едноставно да се пробиеш со сето она кое што го зборувавме претходно, си автентичен, различен. Колку имаш поддршка од естрадата, од сцената? Имаме ли естрада воопшто? Па искрено поддршка нула. Али не знам, можда и треба да се заслужи таа поддршка. Не знам, ја пак некогаш и кривицата си ја барам во мене, појдувајќи од себе сум многу самокритичен. Поддршка како поддршка од радија нула. Поддршка како поддршка од држава нула. Поддршка од спонзори, некои што знам, еве би ги нарекол гиганти, некои фирми што треба да инвестираат, како порано што се инвестираше и што имаше добра естрада, нула. Така да, според мене, нула. Дали може би си разговарал со некој од, како да кажам, порано познатите артисти, оние кои што бија многу поактуелни во некое друго време кај нас и си добил некој интересен совет? Зашто велиш си ја бараш вината и во себе, или верувам дека правиш се што ќе ти кажат дека треба? Па искрено, да, сум имал комуникација и со Дари Илиевски, и со па и со Јован Јованов, со JJ, со тие некои, знаеш, луѓе што порано функционирале и што им било многу полесно. И што викаат и они дека сега е тешко да се функционира? Па многу се сменети. Многу се сменети времињата, да, многу се сменети работите, никој ништо не инвестира, никој ништо не улага. Појде од тоа што е више не знам која година, трета или четврта, немаме Евровизија. Па немаме ни можеби од следната година нешто ќе се промени. Имаме ни концертна сала како универзална која што беше. Па ете и тие некои такви работи појде од тие некои ствари што има артисти што стварно уложуваат и што стварно работат и што заслужуваат и да се појават на некоја поголема сцена и на некоја. Например, твојата супруга Антонија, да тргнеме од тоа. Антонија, да, апсолутно се согласувам. Државата не го овозможува тоа, не знам зашто не го овозможува. Мислам дека треба да се појави таму, ако некој највише заслужува, тоа е она. И каква прекрасна поддршка. Тој не зборува за себе, зборува за сопругата дека треба да оди на Евровизија, но се согласувам. Можеби сум пристрасна, но Антонија апсолутно е артист кој што работи и создава кај нас, без оглед на се. Точно така. Не само за Антонија, има и други артисти што настапуваат и што инвестираат у себе. Но на сите би требало да им се даде можноста некоја година да не бидат представник. Точно, али сакам да кажам дека поддршката е сведена на минимум, на нула и се бориме со работиш, настапуваш, тргаш од себе, тргаш од све друго, сите работи ги сведуваш на минимум за да инвестираш и за да извадиш нешто поразлично. Нешто поразлично и за да задржиш некој левел висок на нешто да изгледа вау. Мислам, знаеш и ти беше и во последниот проект што го работеше со Антонија и све тоа како изгледа, али тоа е што останува да се бориме. Е предизвик, дефинитивно, бидејќи вие артистите не сте само нови простори е лицата кои дефинитивно голем предизвик. Да, се појавуваат на сцена, току го мислите целиот проект, да не речам на ваш грб. Муабетот која више ме праша, јас сум нов во оваа работа, се рачуне како ми е мене, како е на некој што е 10 години во ова, рачуне како ми е мене. Така да. Но морам да те прашам пред рекламите, на крајот од денот, што те мотивира да работиш? Наискрено,
ме мотивира љубовта кон музиката. Јас живеам за ова и во неколку наврати на други емисии сум го кажал дека музиката е дрога и дека е лек за лек за се, едноставно, стварно е така и јас вистински го сакам ова и јас ќе успеам еден ден. Секако дека да. Види, имаш доста прегледи на како беше 15, не? После 12, 15 за 12, ќе речам малку да. После 12 имаше некоја таква песна што ми се испуваше во глава, не е важно, но имаш доста прегледи на вистина. Па доста прегледи. Сега немам. Може би очекуваш уште повеќе и ти посакувам, но сепак за многу, да. И што знам, глеј, видеото и песната взаемно како проект мислам дека е левел ап и за мене од се тоа претходно што сум го извадил и тоа е многу важно. Па тоа е многу важно и многу битно дека со секој проект да напредуваш, така да идеш шекор напред. И сега ми е уште поголем предизвик за нештото следно што ќе го извадам да е уште погоре. Замисли балада Джокер. Ќе те оставиме да размислиш, ние ќе направиме кратка пауза за реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото.